Вардар и Веспрем ќе се соочат во финалето на СЕХА лигата. Ова е епилогот по одиграните полуфинални дуели помеѓу Вардар и Загреб, односно Веспрем и Мешков Брест. Ова за Вардар ќе биде пето финале во нивното шесто учество на СЕХА лигата, додека за Веспрем ова ќе биде трета надпревар, трета битка за трофеот. Во досегашните 4 финали Вардар на два пати успеваше да стигне до титулата во 2012 и 2014, додека на два пати ги губеше тие надпревари, додека за Веспрем ова е трето последовно финале, на два пати успеваше да дојде до трофеот. Во 2015 година славеше против Мешков Брест, додека во 2016 минатата година во финалето го совлада токму Вардар со 28-26, што значи ова ќе биде реприза на минатогодишното финале, а воедно и шанса за нашиот првак да се одмазди за тој пораз. Инаку годинава Вардар и Веспрем се сретнаа на два пати, и тоа токму во СЕХА лигата во регуларниот дел од надпреварувањето. Вардар еднаш славеше, еден надпревар заврши нерешено, меѓутоа во разговор со ракометарите и со стручниот штаб на Вардар, тие нагласуваат дека тој позитивен биланс годинава против Веспрем, како и оној пораз во финалето од минатата година, не мора и нема да значи ништо, бидејќи ова е едно сосема ново соочување, еден сосема нов надпревар, ново искушение за двата тима. Инаку након со Вардар во полуфиналето го совлада Загреб, буквално го декласираше со 36-28, додека Веспрем и потешко можеби од очекувањата излеза накрај со домаќинот Мешков Брест, славеше дури по изведувањето на пенали со 33-31, па сега во финалниот меч Вардар и Веспрем ќе се судрат во обидот да стигнат до својот трет трофеј. Повторувам, и Вардар и Веспрем до сега на два пати беа шампиони на СЕХА лигата. Нешто претходно Загреб и домаќинот Мешков Брест ќе играат во обид да стигнат до третата позиција, која е утешна награда за овие два тима кои загубија во полуфиналните мечеви. Од Спорт Палас Викторија Арената во Брест, Белорусија, за телевизија Нова, Горан Андевски.